Браво, нека повече млади македонки да последват. А сега събора ще го поздрави професор Тихомир Стояновски от Скръпиотеха. Македонио, каде те однесовме, како те запустивме. Тие мислат дека е лесно да се избрише нешто што го запишал всемошниот Татко на небесата. Божиото Слово не се брише, не се враќа празно. Бог што составил човек да не разделува, пишано е. Свещеникот пред малку кажа една вистина: ако Христос не воскресна, празна е нашата вера. Ние зборуваме за Исус Христос, Создателот на се, кој го прати Таткото Небесен, да ни ја пренесе вистината, вечната љубов, живот вечен. Македонец, сонуван од апостол Павле, го донесе тоа Евангелие, благата вест на европската сло, на македонскиот полуостров и се расшири по светот. Замислете, тие мислат со човечки ум дека ќе го избришат тоа што Таткото го создал. Македонија, македонци, благодата Божја дадена на црквите македонски. Затоа сме ние овде. А што ќе направите ако ги избришете македонците? Ќе немате песни, ќе немате јазик, ќе го немате Исус Христос. Тоа ли сакате вие? Да го нема Исус Христос, да го нема македонецот, кога го сони апостолот Павле по стиховите 15-14 се вели: Таткото зборува од небесата, живо слово не може да се избрише. На почетокот беше Словото, Словото беше во Бога и рече Бог: нека биде светлина. Потоа тој им вели на македонците: кој врви по мене нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Апостол Павле заспа и сони сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение ние веднаш тргнавме, посакавме и дојдовме во Македонија. Како што еве и ние сега сме во Македонија. Една Македонија, друга Македонија, трета Македонија, ваква Македонија. Нема такви Македонии. Има Македонија на Исус Христос, која не може да се избрише. Вие што слушате, а сте глуви, Исус вели: јас дојдов тие што не гледаат да прогледаат, а тие што гледаат да станат слепи и глуви. Зар ти мислиш, човеку политичару, дека ќе ги избришеш македонците? Не може да се избрише Македонија, како што не може ни Израел да се избрише со сите мани. Ние не сме совршени, но ние пееме, љубиме, славиме. Ние не велиме нема ова или нема она. Зошто ние не велиме нема бугари, нема грци, нема албанци? Нема. Не зависи од мене дали има македонци или нема. Човеку, ти политичару таму, ти си одговорен овој народ во Бугарија. Треба да бидеме браќа, да се љубиме едни со други. Што ги носиш во проклетство, бидејќи цел народ го врзуваш да тврди дека няма македонци. Тоа е проклетство, вашите деца ќе го носат. Исус им вели во пустината: гревот ќе падне врз вашите деца на израелците и толку години се убиваат во Втората светска војна. Истото ќе се случува и во Грција. Ох и македонци! Дали сте вие нормални? Имате ли вера? Има еден стих вели: да немате празна вера. Празна вера, велиш, нема македонци, не зависи тоа од тебе. Почесно е председател Радев
ти се обраќам како христијански војник, да паднеш на колена, да им се извиниш на македонците, што се ги затворале по затворите. Стојан Ѓоргиев, 8 години затвор. Зашто лежеше тој? Иван Шушутев овде пееше и плачеше македонски песни. Претходно касетите ги собиравте, ги палевте на площадите. Бог да го прости, Серафим Гоцев ми каже како се палени тие касети со македонски песни, а денес, замислете, ги препејувате и велите дека се ваши. Земете ги песните. Песните се од Господ. Тоа е дар на еден народ да биде цивилизација, да биде лечилиште на постмакедонски идентитети кои не сакаат да прифатат дека македонецот е запишан, именуван, даруван од Исус Христос, да биде светлина на светот, да умира, да се радува, а Исус вели, вие не може повеќе да умрете. Македонија не може да се избрише, да се извините и да кажете, ги признавам македонците, простете што правевме грев, дајте да ги отвориме границите, бугарите и македонците да живеат, кој сака нека биде бугарин, грк, но не можеш ти мене да ми браниш, да бидам тоа што би именувал и запишал Исус Христос и Таткото Небесен. Затоа сум овде, доаѓам, како што вели Исус, да се љубиме едни со други. Ти мене ми велиш нема македонци и ме носиш во грев да не ги љубам македонците во Пиринска Македонија, во Егејска Македонија. Македонија треба да се врати, Македонија е собственост на Исус Христос, да ја вратите Македонија на македонците и на семокниот татко. Затоа сум овде. Еден политичар може да направи многу, ако се покае, има доблест да се извини, да ги признае македонците, да ги отвориме границите и да живееме како христијани, да се љубиме еден со друг. Кога не признаваш нешто што го создал Исус, ти цел народ го водиш во проклетство. Се однесува и на бугарите, и на грците, и на албанците што мислат дека со дрогата ќе ја купат Македонија. Македонија не е на продавање. Македонија се носи во срцето. Можеш ти да ми го промениш името, да ме нарекуваш како што сакаш. Јас нема да бидам тоа. Од човечкиот ум не зависи дали има или нема македонци. Во срцето сум македонец. Таков ме создал Господ и останувам до крај. Исус вели, без мене не можете да направите ништо. Што ќе направат тие? Нема да избришат ништо. Само ќе прават нова омраза, нови војни. Јас нема да ја земам Пирин планине, да ја носам дома во Скопје во фрижидерот. Ние ќе доаѓаме пак, ќе пееме и ќе се радуваме. Ние нема да велиме нема бугари, нема грци, нема албанци, нема срби. Ние оставаме така како што е. Не можеш да промениш нешто што е зададено. Затоа му се обраќам на председателот Радев. Можеш да исчекориш и да речеш има македонци, погрешивме, ќе ги признаеме и ќе не поврзеш во вечна љубов, во трајна љубов. Ќе бидеме христијани, ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Затоа доаѓам овде, да останам во таа вечна Исусова љубов. И како што е пишано во Светото Писмо, ќе дојдам при вас, откако пропатувам низ Македонија, оти ќе минам низ таа Македонија. Ете, таа е Македонија. Да сте живи, здрави и благословени во силата Исусова, во македонската песна и радост и да ги љубиме сите. Амин.